Почитуван подпредседателя на Европската инвестициона банка, господин Ендрю Макдауел, почитувана директорка на Европската инвестициона банка за Западен Балкан, Дубравка Негре, почитувани представници на Европската инвестициона банка, почитуван министър за финанси во владата на Република Македонија, господине Тевдовски, почитуван министър за економија, господине Крешник Бехтеши, почитуван директор на Македонската банка за поддршка на развојот, господине Драган Мартиновски, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Имаме повеќе причини денеска да бидеме задоволни и да му дадеме гласност на овој настан што владата на Република Македонија го организира заедно со Европската инвестициона банка, представена денеска на толку високо ниво, како што е подпредседателот на банката господинот Макдауел, по повод склучување на финансиски договор и договор за гаранција за 100 милиони евра за проектот за финансирање на мали и средни предпријатија и други приоритетни државни проекти, петата фаза. Како што е познато, Европската инвестициона банка е банка на Европската унија и е во тесна врска и соработка со институциите на Европската унија во имплементација на политиките на Унијата. Европската инвестициона банка е најголемата светска финансиска институција од овој тип, кој што обезбедува финансиска и експертска поддршка за големи одржливи инвестицијски проекти, кои во суштина се придонес кон остварување на политиките и целите на Европската унија. Тоа значи дека Европската унија и нејзините финансиски институции за поддршка на развојот на земјите кандидати за членство во Европската унија ги препознаа позитивните сигнали од македонската економија и трендовите за одржлив развој. Најновото признание ни доаѓа како многу поволен кредит во висина од 100 милиони евра од Европската инвестициона банка, наменат за реализација на нови проекти, нови вработувања, зголемена ликвидност и зголемен извоз за малите и средните предпријатија. Посебно поволен е фактот што откако заемите од оваа кредитна линија ќе бидат вратени, повторно ќе се пласираат како кредити во нашето стопанство. И оваа привилегија за Република Македонија на новата поволна кредитна линија е потврда за добрата кондиција и движење на македонската економија. Уверен сум дека добрата вест дека македонската економија расте и се стабилизира на долг рок пристигна до Европската инвестициона банка во Луксембург. Во вториот квартал од 2018 година растот на бруто домашниот производ изнесува 3,1%, што представува значајно забрзување на економскиот раст во овој период од годината и очекуваме дека до крајот на годината ќе успееме да ја постигнеме проектираната годишна стапка на раст на бруто домашниот производ од 3,2%. Овој убав настан покажува дека фаќаме чекор и создаваме услови за достигнување на европските стандарди за реални бизнис можности. Првото полугодие имаме одлични резултати. 327 милиони евра странски директни инвестиции, што е за 3 пати повеќе во споредба со истиот период од минатата година, кога нивото на инвестиции изнесуваше 105 милиони евра. Забележен е раст од 8,4% на индустријското производство и пораст на 7,2% на бројот на работници во месец јули, споредено со истиот период минатата година. Дополнително растот на извозот од 17% во периодот јануари-јули 2018, во споредба со истиот период минатата година, и сите овие позитивни економски индикатори покажуваат дека се враќа до вербата на инвеститорите во нашата економија, токму заради издржаните економски политики и решителните политички чекори напред за членство на земјата во Европската унија и НАТО. Членството на земјата во Европската унија и НАТО ни гарантира забрзан раст на македонската економија. Како што реков, Европската инвестициона банка ги препозна овие трендови. Оваа банка, како финансиска институција на Европската унија, и досега го следеше нашиот развој и со поволни заеми беше силна поддршка на нашите исто така капитални инвестиции како држава. Со склучувањето на овој договор, како пета кредитна линија за финансирање на мали и средни предпријатија и други приоритетни проекти, во износ од 100 милиони евра, вкупно досегашната поддршка на оваа банка за нашата земја изнесува 450 милиони евра. Со оваа значајна поддршка, досега се реализирани проекти од патната и железничката инфраструктура, проекти од значење за животната средина како водоводи, канализации, пречистителни станици и хидросистеми,
но не радува интересот на Европската банка, што го покажува и за нашите предстојни стратешки инвестиции, како што е гасоводот и третата делница од пругата кон Бугарија, делницата Крива Паланка ДВ Баир на бугарската граница. На крајот, дозволете ми да изразам уште еднаш благодарност до Европската инвестициона банка за континуираната поддршка и да им посакам успешни проекти на менеджерите на нашите мали и средни предпријатија кои ги представуваат нова вредност за раст на економијата, секако и за подобар живот на граѓаните. Благодарам.